Драги пријатели, почитувани новинари, благодарам што сте денес со нас. Тука сме да ви ја представиме програмата на Поетска ноќ во Велистово, односно да го најавиме почетокот на фестивалот Поетска ноќ во Велистово, кој што ќе започне вечерва, значи петок 16 август во 21 часот во село Велистово. Настанот почнува на сред село, традиционално или начинно, како што предпочитате. Со мене тука се и некои од учесниците на фестивалот, ќе ви ги представам подоцна. Прво да ќе споделам со вас програмата, односно што може да очекувате овој викенд во Велистово и во Охрид. Значи, како што спомена, вечерва во 21 часот почнуваме. Фестивалот ќе го отворат кантавторката Нина Ронич и во придружба на Илена Галич од Хрватска. По нивниот курс музички концерт ќе следува она што Поетска ноќ во Велистово е препознат фестивал, односно поетскиот портрет на еден наш истакнат поет, односно поетеса. Годинава во фокусот е поезијата на Елизавета Баковска, која имаме тука со нас, подоцна и ќе каже неколку збора околу очекувањата на фестивалот. По поетскиот портрет на Елизавета Баковска, кој што годинава ќе го водиме по пат на разговор, значи ќе може да запознаеме Бети и како автор, но и како личност, и нејзините размисли, нејзиниот развој како гледа на нејзиното творештво од оваа дистанца и така натаму. Традиционално на Поетска ноќ во Велистово, како што знаете, секогаш имаме една изложба, имаме и фотографот Сашо Димовски тука со нас, не сака да говори, тој говори преку неговите фотографии. Фотографиите на Сашо Димовски ќе бидат изложени во тремот на црквата Успение на Пресвета Богородица во Велистово. Значи, програмата ќе заврши вечерва во Велистово со овие неколку настани, меѓутоа во меѓувреме помеѓу поетскиот портрет на Елизавета Баковска и времето за гледање на изложбата на Сашо Димовски имаат можност да настапат практично ова е нека новина на фестивалот и поетите од странство, кој што досега настапуваа само во Охрид на интернационалните поетски читања. Овој пат решивме да им дадеме прилика, затоа што забележавме низ годините дека публиката е различна, таа што ни доаѓа во Велистово, таа што ни доаѓа на читањата во Охрид, така што ќе имаат прилика и тие да прочитат да се представат пред публиката во Велистово. Тој настан го насловивме како поетско интермецо. Програмата продолжува утре, со тоа што во 19 часот во кафе Баршила во Охрид ќе се одржи интернационалното поетско читање насловено Мозаик. На ова читање ќе ни настапат гостите од странство. Го имаме Иван Херцег од Хрватска, потоа го имаме Марко Ѓорѓевиќ од Србија, го имаме Патрик Котар од Ирска, кој што исто така ќе ви се обрати и ни доаѓа по трет пат на фестивалот. Фиона Самсон, за жал, мораше во последен момент да го откаже гостувањето, таа доаѓа од Велика Британија, но низините песни се препеани и може да ги прочитате во брошурата и во изданието на фестивалот. Именно ревијата на Поетска ноќ во Велистово од годинава доби и свој наслов, ја насловивме Глаголи. Продолжуваме во таа насока да представиме квалитетна поезија од домашни автори и од автори од странство, односно од гостите на фестивалот, но овој пат имаме и еден дел во кој што е застапена современата хрватска поезија и за тоа сме благодарни за поддршката на Министерството за култура на Република Хрватска. Во кафе Баршила, покрај овие автори што ги споменав, кои ни доаѓаат од странство, ќе ни чита уште и Минг Ди, која што е кинеска поетиса, живее на релација Кина и Соединетите Американски држави, а од домашните автори имаме покрај Елизавета Баковска, која што еднаш ќе ни чита, и на тој настан ќе го имаме и Владимир Мартиновски и Христина Цветановска, која што е млада поетиса и авторка од Охрид. Со тоа ќе заврши официјалниот дел, односно ќе имаме прилика уште еднаш да уживаме во музиката на Нина Ромич и на Елена Галич, и така ќе заврши официјалната програма на фестивалот, а неофицијално неделата ни е посветена на тоа гостите да ги прошетаме низ Охрид, да ги видат знаменитостите на градот, културно-историските споменици и така натаму. Ќе направиме и со оглед на ситуацијата со пожарите една мала прошетка во околината на Велистово, колку да го запознати да имаат представа како изгледа националниот парк Галичица. Се надеваме дека ситуацијата со пожарите ќе се стави под контрола, малку е тешко, во гласот ми се чувствува. Што ова се случува? Лела, не знам дека колку емотивно ќе изреагирам. Минатата година постарот на Поетска ноќ во Велистово беше посветен на враќањето на Европскиот елен, нападините на Галичица и сега ни е многу тешко, стварно многу тешко, што неговите живеалишта горат. Се надеваме дека ситуацијата ќе се среди и дека ќе биде подобро. Јас ќе спомнав неколку пати
дека за мене е голема чест, голема одговорност и гордост исто така да учествувам на Велесово, затоа што се работи за еден посебен фестивал со голема богата традиција, на кој што настапувале некои од најголемите имиња на македонската поезија, многу од нив се споменати. И јас би сакала, бидејќи често се заборава, да го споменам Јован Потески. Тој е еден од моите најомилени македонски поети. Меѓутоа, настапували некои поетеси, како што се Катица Плавкова, Лидија Димковска, која што беше пред 2 години. Така што, она што велат на англиски, четирите се големи, треба да ги пополнам. Така што, постои големо чувство на одговорност. Кога бев во Велесово во 2018 година со колегите таму, бев во една посебна психичка состојба, бидејќи и дел од неа мислам дека ќе почитаме, ќе поразговараме за тоа вечерва. Меѓутоа може да остана многу кратко, само една вечер, да учествувам во тој заеднички дел, така што годинава ќе бидам кладена. Мислам дека ќе имаме повеќе време, повеќе можности да поразговараме, меѓутоа и да се подружиме со колегите, да прочитаме не само за публиката, туку да прочитаме и за други, и од тоа да научиме нешто повеќе. I'm looking forward to the festival as a whole, looking forward to seeing the photographic exhibition, the musical performances, becoming acquainted with the other poets in the festival, especially the Macedonian poets. I'm always impressed by the professionalism of the young actors who are reading and performing the poets' work in Macedonia. And then, of course, I'm looking forward to the beauty of the landscape, the Rockwood area, the relaxing ambience, and the friendliness and hospitality of the people. Thank you. Значи, Петро потврдича дека се радува и дека извлечека да се запозна со другите автори и поети, дека одушевен од тоа како активите кои што ги ангажираме читаат поезијата на поетите што ни доаѓаат од странство, понатаму спомена дека се радува и ужива во погледот што го има, значи на прошетките кои што се случуваат во рамките на фестивалот. Поредо тоа и на самиот факт дека се чувствува добри веден и дека смета дека фестивалот е добро организиран.